Добар ден! Шеста епизода од серијалот емисии Моја сторија. Нашите теми, знаете дека ги засегаат младите луѓе во нашата земја. Одиме секој ден, односно секој вторник во живо од 17:45 на Македонската радио телевизија. Во претходната епизода разговаравме на тема одселувањето на младите од Македонија. Јас предлагам да се подсетиме на некои од поентите од претходната епизода и после тоа да ја најавиме темата за оваа емисија. Ајде. Логиката на преселбата внатрешно, односно миграција од другите градови кон Скопје, иста како што младите се селат и во странство, тоа е потреба по подобар живот и по повеќе можности. Ние не сакаме да промовираме миграција внатрешна, туку сакаме да креираме можност во Охрид, во Свети Николе, во Тетово, во најдалечните места во Македонија. Потребна ни е сеопфатна национална стратегија која што ќе се справува токму со проблемот на одливот на млади мозоци. Во денешно време, за жал, мислам дека има се повеќе и повеќе семејства кои што се одлучуваат да заминат. Значи, веќе оформени семејства со стабилна работа, со добро финансиски ситуирани, тие сепак се одлучуваат да заминат во странство. Најстресен момент е кога ќе се качите на самиот авион. Го напуштате друштвото, семејството, школото, сите луѓе што ги знаевте, идете во непознато. Ете, овој пат одиме друга тема – социјални медиуми. На почетокот, социјалните медиуми значеа само високи сметки, телефонски и расправање и се смета за голема зависност. Во моментов тоа се главните двигатели на бизнисот онлайн. Ако порано немавте аргумент зошто седите по цел ден на Мирци на ICQ, претпоставам дека голем дел од вас не ги знаат тие две платформи и месенџери, сега можете комотно да се вадите на вашите родители, баби и дедовци дека ќе станете инфлуенсери, кога тоа ќе бидете многу познат и ќе почнете да заработувате продавајќи практично воздух на интернет. Доколку прашате многу луѓе, сите кажуваат, или барем поголемиот дел од нив кажуваат дека социјалните мрежи се опасни, дека социјалните мрежи се безделничење, дека социјалните мрежи се незаштитени, но сите од нив тоа го кажуваат на социјалните мрежи. Денеска зборуваме за социјалните мрежи и младите, да погледнеме малку статистики и ќе ви ги представам нашите гости. Ако не си онлайн, како да не постоиш? Интернетот и социјалните мрежи го променија нашето секојдневие. Можеме да се поврзаме со секого во било кое време и место на секаде во светот. Европските истражувања покажуваат дека младите во просек на дневно ниво поминуваат најмалку 2,5 часа на социјалните мрежи, а најмногу 10 часа. Во овој временски период, 88% од младите комуницираат со пораки. 86% од нив коментираат на објави од пријатели. 87% го апдейтираат својот профил. 85% постираат фотографии или видеа на своите профили, а 50% играат игри. Повеќето од младите, околу 31%, не сакаат содржината на нивните објави да биде видена од членовите на семејството или од нивните наставници и професори. Причината за ова е во тие 18% кои имаат лошо искуство или биле засрамени и омаловажени поради нивните објави. Македонија, според статистика, е рангирана на 81-то место во однос на користењето на нови технологии. Сепак, овој податок е пред глобалната пандемија. Невидливиот непријател, изолацијата, комплетниот локдаун, придонеса сите да се свртат кон социјалните мрежи. Во Македонија, најголем процент корисници, односно 94,5% се на возраст од 20 до 24 години. Тоа се студентите со 97%, а Facebook како социјална мрежа е застапена со 94,7%. По неа се Viber со 67,2%, Instagram со 52,9% и YouTube со 47,5%. Ова е дефинитивно ера на неконтролиран наплив од информации. Психолозите предупредуваат, секојдневната комуникативна агресија преку медиумите има негативни ефекти врз поединецот, манипулација и дезинформација на јавноста. Затоа внимателно со социјалните мрежи или користете ги за едукација, точна информација, стекнување на нови пријатели. Но при тоа,
Не оставајте лажна слика за себе. Истражувајте, останете во контакт и останете безбедни. Во ред, знаеме како е онлайн, но од време на време треба да се ставиме офлайн и да не заборавиме на реалниот свет кој е толку многу полн со убавини. Тоа беа бројките, а сега ќе ви ги представам нашите гости. Добро вечер на сите. Почнам од тука. Софија Јанева, блогер и собственик на маркетинг агенцијата Никомедија. Добре дојде. До незе Изабела Јакимовска, некои ја знаат како Изабела Пан Јакимова. Изабела Јакимова, актер и млад европски амбасадор. Амбасадорке, добро вечер, добре дојдовте. Бојан Кордалов, специјалист за односи со јавност и нови медиуми. Добре дојде и ти. Тијана Ивановска, Тијана Ивановска, психолог, гешталт психотерапевт и основач на себеслужувалка. Добре дојде. И Ира Бабик, директор на маркетинг агенцијата Бренд Юни. Добре дојде. Јас со сите вас на ваков или на онаков начин се знам и сум соработувал. Освен со вас. Освен кликање лајки срцки, ништо друго немам работено, но со вас директно така што сваќам дека одредена група на луѓе соработуваат цело време заедно. За разлика од претходните епизоди со кои што не се знаев со никој од луѓето. Кога се во прашање политика, кога се во прашање социјални проблеми, кога се во прашање други работи, не знам. На почетокот јас би почнал со Бојан. Кажи ми, кои се придобивките од дигиталната технологија? Значи, знаеме се што се збори за незе, ова е лошо, ова добро. Не, ме интересира точно придобивките кои се. Ајде да се обидам да кажам нешто кое што ако се запомни од оваа емисија, мислам да ќе направи голем импакт. Тоа е не колку време, туку како го поминуваме времето онлайн. Мислам дека дојде веќе моментот да разбереме дека многу е важно што правиме на интернет. Че вие можете да поминете и само 10-15 минути на интернет, да ги потрошите залудно или да погледнете нешто кое што не треба, особено во детска возраст, а може и да поминете 2 сати, спремајќи се за испит, спремајќи се за работа, играјќи некоја корисна игра, која што има и поучен момент, релаксирајќи се, едноставно тоа да го направите добро. Така што придобивките се дека мораме дигитално да се описменуваме. Значи да разбереме дека сообраќајот, вклучувањето во интернет сообраќајот има своји правила и треба да го направиме прилагодено на нас. Или со други зборови, ова е второто нешто кое се надевам дека ќе го запамтиме сите, а тоа е дека не треба да дозволиме ние да им слугуваме на социјалните мрежи, туку треба тие да ни служат на нас. Технологијата постои за да нас не служи. Ако ние станеме зависни, дефинитивно сме направиле погрешен потек, односно сме правиле злоупотреба на тие технологии, што е на наша штета. Теоретски вака добро звучи, сите го зборат тоа, од 8 до 88 години, ама кај ќе се најде балансот, како ќе се направи балансот, кој е тој што ќе каже колку е доволно, колку е премногу? Секој сам. И затоа е тука тајната, бидејќи не е филозофија, тоа е факт. Секој сам мора да го најде балансот. Секој одлучува во која мера може да ги вклучи технологиите. И новото време, дигиталното време подразбира многу голема одговорност. Да, многу можности, многу побрз начин на функционирање од пред 20, 30, 40 години, меѓутоа многу голема одговорност. Тијана, деца и луѓе кои што едноставно не можат нели да се само поуздаат и да се освестат. Како се решава? Како влијае тоа? Што се случува во тој момент? Расте бројката на случаи со анксиозност, со депресија, поради тоа што гледаме нереални модели, човечки модели кои што се совршени, кои што прикажуваат едно совршенство. И кога ќе се угасиме од социјалните мрежи, стануваме свесни дека во реалноста ние сме сосема поразлични од тие луѓе. Не ги задоволуваме критериумите и ондак сме разочарани од сами себе. И тоа влијае директно на анксиозноста на децата, условно кажам. Да, анксиозност, незадоволство. Значи јас одма дисклеймер да кажам, јас сум борец за интернет и за технологии. Сум многу против против одреден тип на инфлуенсерство, ако се каже, или одреден тип на прикажување, така да доколку заземам страна во оваа епизода ќе ми извините, ама тоа е некои работи кои што сум секојдневно инволвиран и секојдневно сум засегнат од тие работи. Значи,
Да, децата, ама како родител да се носи со тоа? Како да се носи Само родителот? пази, да знаеш дека може ли да одиме на одмор, колку луѓе сте, двајца возрастни, две деца, колкави се децата, 24 и 27. Така да рачунај дека децата се рачунаат до баги. Што правиме со тие деца, ме интересира мене. Па добро, тоа е културолошки аспект тука, што си го носиме ни од државата, дека до 30 години сме уште деца. Уживанци. Да, пошто имаме задоцната сепарација, така како викаме ние во психологијата тоа. А инаку, нели, најголемите социјални мрежи и компании имаат ограничување до тоа од која возраст можеш да ги користиш, така што освен ако не ги манипулираш, како беше, по 12 не смееш да имаш Инстаграм, 13, како беше? 13. Не, го сменија се, порано беше 18. Инстаграм 13 мислам дека е. Сите се 13, Мислам дека не, мислам дека TikTok не дозволува под 18 и Twitch мислам дека не дозволува. Не, Twitch дозволува под 13, ама не смеш партнер да бидеш. Ира, кажи ми целиот овој тренд кој што се наметна дека веќе барем јас имам впечаток дека подобро е да повеќе да инвестираш во социјални медиуми, едови и таква кампања отколку традиционална реклама на телевизија. Како се носат компаниите во однос на ова? Ја би сакала само на почеток да се надоврзам и на Да се првото надоврзаш. прашање, да, бидејќи кога спомна прашањето се однесуваше на дигиталните технологии, а не само на социјалните медиуми. И у суштина мислам дека дигиталните технологии, исто јас сум про технологии, се ова што ни се случува како развој, мислам дека постојат многу, не е прашање само на социјални медиуми, имаме вештачка интелигенција, augmented reality, значи сите тие многу добро влијаат, значи придобивките ако ги збориме, значи за паметни градови, за паметни домови, за многу голем развој на компаниите во поглед на дигиталната трансформација која што тие треба да ја прават во смисол на подобрување на процесите, како да ги олеснат, како да се олесни целата комуникација внатре во самата компанија, за да на крај испорачаат идеално решение кон крајните потрошувачи и да обезбедат поблиска врска со своите потрошувачи. Така да јас мислам дека придобивките кои што технологиите ги носат сами со себе се многу позитивни и се многу големи, бидејќи ни овозможуваат на многу поедноставен начин да комуницираме, да се информираме, значи светот стана многу мал, да речеме, за разлика од пред 20 и 30 години. Меѓутоа, сите технологии кои што во целото постоење на човештвото се измислиле, е прашање на тоа кој ги користи и како ги користи. Значи, повеќе е човечката страна, дали сме ние алтруистички и позитивни настроени или пак сакаме да ги злоупотребиме технологиите. Прашањето е дека всушност некако самите технологии, ако веќе зборуваме за социјалните медиуми, како влијае на целиот начин на кој што комуницираме и соодветно на тоа стана сериозно влијателни медиуми за да се комуницира со своите потрошувачи од аспект на бизнисите. Ние кога почнавме како агенција 2012 година, значи беше невозможно да објасниме што тоа ние ќе работиме за нашите клиенти на социјалните медиуми. Сега сликата е сосема променета. Сите се свесни дека мораат да ги користат, дека таму треба да бидат присутни, затоа што и младите, меѓутоа и повозрастната генерација, сите буквално Facebook, Instagram, сите социјални медиуми се користат и секако треба да разговараме за интегрирани, односно за окружени маркетинг кампањи кои што ги вклучуваат и традиционалните медиуми. Затоа што сепак телевизијата, билбордите, радиото си се доминантни канали за комуникација кои што компаниите не треба да ги исклучат. Така да треба да се направи микс помеѓу она што го викаме традиционални канали од минатото и новите медиуми кои што ги имаме од последниве 10 на 15 години. Така. И делење на атомот може да се искористи за нуклеарка и за струја, така да или за филм или серија добра. Ali за жал ни една технологија која што се измислила не се искористила само за позитивни цели. Секојаш има и една негативна страна со која што ние овдека се соочуваме и сакаме да разговараме затоа што влијае сериозно психолошки на младите па и на повозрастните. Така. Изабела, ти како студент по предмети или по професија која што единственото нешто, најбитната работа е уствари во целата суштината на таа професија е
постоење, битисување на една сцена, се судри со дигитален момент, значи и целата класа, но јас ќе го тргнам тоа како пошто тоа е тоа е специфично заради целата пандемија и интернет. Социјалните мрежи ме интересираат аспект на социјални мрежи. Како тоа влијаеше во однос на, ме интересира во однос на вашето друштво, вашето обкружување, начинот на комуникација од секој ден заедно до 3 месеци не сме се виделе. Условно кажам. Па посекако не влијаеше убаво и супер. Од една страна бевме цело време заедно, работевме на факултет постојано и во следниот момент буквално преку ноќ се затворивме дома и бевме принудени да комуницираме преку лаптоп, преку Teams, преку Zoom, што прво не влијаеше убаво на нашата ментално здравје на сите. Јас морам да кажам дека и претходно постоеше таа дистанца поради користење на тие медиуми, како што рече Бојан, имам впечаток дека ние пред пандемијава ние им служевме на сите социјални медиуми, а не тие на нас. Со тоа што кога ќе излезеш на кафе, пола од друштвото седат на телефон. Ако саат време си на кафе, половина од часот се троши на седење на телефон, што исто така влијае некако на целата комуникација. И затварањето дома, ограничувањето на тоа дека ние продолжуваме да комуницираме само преку социјални медиуми, влијаеше уште толку да ние психички се затвориме во себе и да на некој начин после одреден период кога се сретнавме во живо да заборавиме како треба реално да комуницираме едни меѓу други. Надомести некако со оглед на тоа дека нели твојата професија е таква и со камера немаш, тоа е како да лижеш сладолед преку монитор, да речеме. Не, тоа не функционира никако. Оптеретивте малце поише на сториња, на слики од дома, на конкретно за тебе ме интересира како го канализираше тој шок, условно кажам. Па јас имав различни периоди во тоа време. Прво едно време ги избришав социјалните мрежи, ми требаше еден детокс, што сватив дека треба сите да го правиме одреден период за да се исчистиме од таа технологија. После се вратив и почнав да објавувам некои видеа со содржина, последнава содржина ми беше за ментално здравје. Преку некаква комедија. После тоа профилот ми беше заклучен, па потоа го отворив, мислејќи дека можам повеќе да допрам до одредена публика. После тоа повторно ги избришав и така некој шок ми се случи. Ова цело време пали гаси не е уствари премногу оптеретување точно со социјалната мрежа. Пошто на пример моментот ако јас ја исклучам социјалната мрежа, а мислам дека е добра исклучена ми е, 4 дена помина, не е малку тоа онаков алкохоличарски момент, 4 дена не сум пиел, 5 дена не сум пиел, 6 дена не сум пиел. Буквално е вид на зависност. И беше многу проблем, ја на почетокот кога ги избрешав, најдов на проблем дека од факултет ми се јавува мораш да имаш Facebook за да комуницираш во групата. Факултетот е крив. Не. Факултетот е крив, значи да знаете. Ние самите сме виновни. И сега јас тоа си го земав како јас морам сега да го вратам Фејсбукот, за да можам да бидам во текст со наставата на факултет. И повторно отиде во таа линија. Шубо, така. Софија, прво да разграничиме, што е инфлуенсер, што е блогер? Ајде. Вака, првично сакам да кажам дека инфлуенсер, иако звучи претенциозно, не е нешто што сами го одбираме или сами се идентификуваме, туку тоа е резултат на нашиот ангажман на социјалните мрежи, што им се допаѓа на поголема група луѓе и тие преку лајкови, преку споделувања, преку интеракција со нашиот контент, така не дефинираат. Всушност, по дефиниција, инфлуенсер е личност што има моќ да влијае на мислењата на одредена група луѓе, дали поради авторитет, дали поради знаење на одредена тема, дали поради односот што го има изградено со својата публика. Но ако размислиме, всушност инфлуенсерите постоеле од секогаш. Дали во форма на но најчесто во минатото биле јавни личности, како што се нели актери, пејачи, не, ама и водители на забавни емисии, исто тоа се е јавна личност и во тоа време
Порано најмногу им го следеле ангажманот на телевизија затоа што бил најпопуларен медиум. Но со појавата на социјалните мрежи и откако социјалните мрежи го достигнаа својот пик раст, тогаш да кажам се окова терминот инфлуенсер. Но блогер е всушност личност што има блог и што пишува на одредени теми. Еве, како на пример јас имам конкретно блог за патувања, за животен стил и така натака. Предлагам да дзирнеме една анкета и после ќе те подберам. Да видиме, направивме една анкета од Сара овој пат во Скопје, да видиме што точно младите мислат за ова зараз, условно кажано, тема како што тие ја нарекуваат. Ајде. Дали може да си го замислите денот без својот мобилен телефон? Без да видите што има ново на Facebook, Instagram, TikTok и Twitter? Дали така ви започнува и ви завршува денот? Јас сум Сара и денеска ќе се обидам да добиам одговор од моите врсници на оваа тема. Здраво, дали ќе може да ве прашам некои прашања? Слободно. Колку време во текот на денот поминувате онлайн? Па, би рекла дека поминувам повеќе од колку што треба и од колку што е доволно. Кога и да ми е досадно, кога и да немам нешто да правам, одма телефонот ми е при рака. Неколку часа дневно главно, ама се трудам да е помалку од тоа. Социјалните мрежи се голем дел од нашите животи, па онлайн наставата има дополнително влијание врз тоа оваа последна година, така што би рекла дека поминуваме повеќе од потребното време и повеќе од она што е здраво за нас. Искрено, многу долго време, дури превише. Што баш не е толку добро, ама навика. Прилично пола ден од мојот слободен ден. Па јас лично не сум многу активна на социјалните мрежи и гледам што помалку време да поминувам на социјалните мрежи, бидејќи сметам дека тие имаат негативно и штетно влијание врз нашиот живот. На кој од социјалните мрежи сте најактивна? Би рекла дека сум најактивна на Instagram, бидејќи сепак така комуницирам со луѓе, ама често користам и YouTube. Најмногу Twitter и Instagram. Најактивна бев на Instagram се до моментот кога сватив дека има негативно влијание врз мене, содржината која што ја гледам, така што веќе не ја користам апликацијата. Највеќе Instagram и Snapchat. Сега последно време Instagram, исто така и TikTok. Па јас лично најактивна сум на TikTok, бидејќи сметам дека таму има многу интересни и едукативни содржини видеа. Која од социјалните мрежи сметате дека е најпопуларна? Според мене е Instagram, ама колку што велат другите и сите мои другари викаат дека е TikTok. Моментално најверојатно TikTok. Во моментот најпопуларна е TikTok. Мислам дека Instagram. Се моментов мислам дека е TikTok. Ете што мислат луѓето на улица. Софија, ти спомна дека инфлуенсер е, нели? Човек кој што може да влијае на одгредена група на луѓе, дека носи голема одговорност. Јас како цветковски гораст актер, доколку поминам улица таму и ме видат луѓе, знаат каде може да се обратат, каде може да ме изругаат, каде живеам, можеби некој може да дојде да ми изгребе колата. И одговорноста која што јас ја носам лично е голема затоа што условно кажано можам да направам нешто кое што после ќе имам последици врз мојата кариера и живот. Од друга страна, инфлуенсер нема практично никој не му стои над глава дали што ќе постира, колку ќе стави, она кој има 50.000, 60.000, 70.000. Никој не му гледа на него, не одговара пред никого, одговорноста е минимална. Имаме инфлуенсер со 100.000 лајка кој што вози камион и пее и збори еден куп глупости кои што апсолутно немаат никаква врска со социјална поука или некоја добра слика за некого. Имаме од друга страна дечурлана кои што снимаат видеа колку да се видат, кои што изгледаат идиотски, кои што не сум сигурен дека знаат што прават во моментов. Кој конкретно ти е тебе репер во однос на тоа што смееш, колку смееш, како смееш да покажеш и да кажеш? Имаш ли, одговорност што луѓето кои ќе прочитаат што ќе направат? Така, значи одговорноста сепак останува на публиката.
Затоа е многу важно Како да се какви публиката? сега ќе добро, кажам, зек, значи зек. многу е важно вие сами да одберете каков тип на еве да кажем на личности ќе следите. Затоа е многу важно да одбирате содржината што ќе ја следите и има најразлични видови на инфлуенсери. Не мора да значи дека ако сама некој дека ако постира забавно содржина дека тоа е лошо или обратно. Така што пак ќе кажам, ние и јас, зашто и јас следам луѓе, и јас следам инфлуенсери, актери, познати луѓе на интернет, ние како публика одредуваме што е и како е. Затоа пак ќе кажам и ќе се надоврзам на тоа дека имаме сепак одредена одговорност. Постојано, еве, дури и јас одличен пример да не ставам одредена содржина на интернет, па дури да ставам, секогаш добивам одреден тип на коментари. Ако не ставам, кај сум, зошто сум, како сум. Зошто се релевантни тие коментари? Тоа се луѓе рандом кои што дошле, виделе, немаат одговорност дека треба да се искрени према тебе, може да кажат и убава работа, може да кажат и лоша работа. Точно, да. Каков репер ти се они тебе тогаш? Така, но не се само тие луѓе. Еве јас можам да кажам, бидејќи заработувам исто така од оваа работа, тука доаѓаат и во улога и брендовите. Така што на некој начин јас сепак морам да сум активна на интернет и морам да постирам одредени содржини, фотографии, коментари, видеа, било што, за нели нормално бидејќи имам одговорност кон тие брендови. Доколку немаш одговорност према брендовите, ќе ставаш толку често Да, дефинитивно. Мене ова Пошто јас зборам од моја гледна Да. точка. 30 пати пробувам да ставам инфлуенсер и контам дека тоа не е за мене, заради тоа што Така. јас не сакам работа Не е која за што ми секој. која што ми прави оптеретување дека Така. треба да се Да. Јас дефинитивно го обожавам тоа што го правам, сакам да споделувам работи со публиката, бидејќи постојано добивам фидбек и јас не ги сметам, јас сметам мојата публика за некој рандом човек на интернет позади телефон, буквално си имам изградено толку добар однос што ги сметам како пријатели за било која тема, за било кое прашање, секогаш се нашле тука за мене. Така што пак ќе кажам, дури и да немав одговорност кон тие брендови, јас сепак ќе го правев истото. Мораш да додадеш. Да бидеш инфлуенсер или блогер, еве да го класифицираме како професија, за мене представува еден меч со две острици буквално. Затоа што за мене, еве јас мислам дека за да бидеш инфлуенсер треба да пренесеш некакви вредности, да некако позитивно влијаш, да направиш некаква промена. И мислам дека денес многу често се злоупотребува истото, затоа што постојат милион профили на Инстаграм конкретно во Македонија што ја користат таа професија за да шират говор на омраза, например. Точно. А се водат, се штитат под тоа ние сме инфлуенсери и еве нешто правиме. Кој ќе ја диктира границата, дали е тоа чекај, да се надоврзете за ова? На ова? На прашањето, ама Законот и не се согласувам дека одговорноста е само на публиката, мислам дека Не е одговорноста професија е инфлуенсер. на ние самите. Тоа сега да прашам. Во кој момент инфлуенсерот му кажува на публиката, на гледачот, на фаловерот дека е во ред да се изгага еден викенд во некој хотел во однос на тоа дека треба да стави фотки од локацијата, да речем. Како јас да објаснам на човек кој што работи од 9 до 5 дека неговата работа е исто така вредна како она на која што не знам ја прави некој инфлуенсер и кој што става слики од продукти или посети или било што. Човек што работи 9 до 5, тоа е законска работа, ова тука не е баш. Ама пази, значи зборуваме дека тоа е работа која што човек може да речеме која што се заработува и која што си се прокламира дека тоа си е регуларно работа, значи си има работно време. Значи ако ја прашаш Софија, она ќе ти рече да, мене ми е тоа работа. Да. Ако прашаш, не знам, рудар, ќе ти рече тоа што го прави Софија нема врска. Оди нека влезе Софија во рудник да види што е работа. И сега кај е тука баланс?
Значи, вака. Што би рекли стумица дека балансот. Балансот е онаму каде што е се, тоа е недискриминација и прифаќање на различност. Тоа е првиот баланс. Вториот баланс е да се прифати дека ова е различно време. Еднакво важна е улогата на и професијата на рударите, и на хигиеничарите, и на правниците, и да не редам доктори. Да, еднаква е. Работната околина е малку различна. Не, многу е различна. Тоа е веќе ризик. Ризик на работно место. Меѓутоа, секој човек има право да се бори за екзистенција. И не мислам дека треба да омаловажуваме било која професија или било која заработувачка. Каде е границата? Кога доаѓаме до тоа, границата е законот. Мора да прифатиме една работа дека ако на еден млад човек од населено место, како што се нарекува денеска, или рурално село, како што се нарекува, исто така, му требале децени, а можеби никогаш, можност да се покаже пред светот, да покаже своји способности и вредности, така. Денеска му треба, или и треба, камера, мобилен, интернет. Тоа е придобивка. Но оној или онаа личност која што злоупотребува и шири говор на омраза, која што постапува и заведува луѓе да се мразат едни со други, тоа има закон. Дали тоа го правите во интернет просторот, дали тоа го правите во кафана, дали тоа го правите во мало, во аеродром, некаде, или во која населбена. Не е исто. Ако јас седнам во кафана и со 6 луѓе почнам да пцујам по националност, да разговарам, тоа ќе остане тука меѓу нас. Ако некој излезе и каже нешто лошо на 60.000 луѓе, тоа е веќе малце поголем бран. Ај го раздвака. Ако го правите тоа во кафана, добро, прашај на време кој ќе го правите пред поише луѓе. Не сум сигурен. Заради тоа што ние треба да се градиме како луѓе, а не да се градиме едни да бидеме, тоа не е темата. Не може да бидеме едни на интернет. Штетата која што некој ќе ја направи во затворен круг е многу помала и поситна во однос на големата. Не постои оправдување да дискриминирате некого или да го навредувате во затворен круг. А на интернет да се смешкате и да бидете Точно тоа го прават социјалните медиуми. Не, тоа го прават луѓето. Социјалните медиуми се канал. Социјалните медиуми се тоа вие како да кажете машината за перење не пере добро, не се стајле прашок. Не се служам тука. Не, може да не се служуваме, но фактот е тој. Дека прашок дали ќе ставите во машина за перење зависи од вас. И ова е канал. Ова не го прават роботи, ова не го прават свемирци. Секако, ова се луѓе со име и презиме. Додека не утврдиме одговорност со име и презиме. Не може да има одговорност ако профилот на некој се вика немам интернет. Седно, има IP Кој е тој адреса. човек? Нема IP адреса, нема. Сега вака да разговараме. Живееме во време кога уствари треба да разбереме дека секоја една личност станува медиум сама за себе. Значи, ако порано сме ги имале традиционалните медиуми кои што биле контролирани на ниво на компанија, на правно лице си имале одговорност, како што и денеска нели тие тој тип на медиуми го имаат, сега веќе секоја една личност, Софија нели и сите други нели може да бидат едноставно медиуми сами по себе. Како што каже и самиот имаме на Инстаграм профили кои што имаат по 100-200 000 followers, така? Реално да правиме муабет, ние немаме печатен медиум со толку невен тираж. Значи, самата личност станува медиум кој што е помокна од самиот печатен медиум. И тука мислам дека треба да се влие и на општеството, на граѓанството, на едукација и така натаму за одговорноста која што ја носат. Јас се согласувам дека јас како публика само одбирам што ќе гледам, што ќе читам и со какви информации или со какви мисли ќе си го полнам мозокот. Меѓутоа исто така и одговорност, како што компаниите имаат одговорност да споделуваат содржина и да мотивираат прогрес, да речеме, во општеството и така натаму и да ги подигнуваат стандардите и критериумите. Апсолутно мислам дека инфлуенсерите како влијателни личности во својата заедница ја носат таа одговорност. Сега проблемот е бидејќи тоа е имаме една демократизација на мислење, секој може да си каже што сака, секој може да си напише што сака. Практично веќе е девалвирано во денешно време да имаш некаков став. Повторно ќе кажам. Претходно за да се напише, за да се каже нешто било јавно, односно за да се каже нешто било што ќе се слушне, мораш да имаш фаца, лице, дали ќе отидеш пред 50 луѓе, дали ќе отидеш на митинг пред 5000 луѓе, мора да застанеш со име и презиме и да го кажеш тоа. Социјалните медиуми има дупка, луп во нив, во кој што ти вика дечко може да се представиш со каква слика сакаш, со што сакаш и да кажеш што сакаш. И тоа да биде проблем и лошо. И сега тоа викаме ние, да, може да се реши ако му дадеме IP-то, па преку IP-то да го лоцираме него, ама чекам бил преку прокси, преку VPN, уствари во Америка не.
Збориме за инфлуенсер или збориме за нешто? Јас може ли да ви дадам еден изолиран пример на Ако Не, оваа не, тема? општо зборам како може да се како може да се разграничат тие две работи и одговорноста која што ја нудат, која што не ја нудат условно кажано социјалните мрежи наспроти да. Институционално и законски. Институциите мора да разберат дека е дигитално време и дека како што има постапување во секојдневието, мора да има постапување во интернет Беше просторот. примерно дека администрацијата малку треба да се ангажира околу целата работа. Треба да прифатиме дека се селат работите не само офлайн, туку и онлайн. Тоа значи дека се сели и контролата. Тоа не значи ограничување на слободата на говорот. Туку значи правилна игра кај што ќе бидеме заштитени сите. Тоа е решението. Тоа значи дека јас треба да ја пријавам. Но спојави да излезете сега на улица, има луѓе што крадат, Така. има, значи билтените на МВР се полни со, значи не е дека интернет просторот стана сега црно тоа, надвор кога ќе се завртиме цветаат Не, рози. само скелот е многу голем. Не сме навикнати, не сме адаптирани, не сме создале Брзината на адаптација. ширење на информациите е многу брза. Апсолутно Порано тоа што нема сме го никаква правеле, сме одговорност. биле ограничени во нашето мало, во нашето обкружување и тука останувало, затоа што сме биле индивидуалци кои што функционираат. А сега веќе пак ќе кажам, стануваме медиуми. Дури јас ако не сум инфлуенсер со моите, не знам, 700-800 фоловерс на Инстаграм, повторно можам да влијаам на тие 700-800 луѓе. Видете, значи ако јас му кажам на некое дете, ти си дебел, во живо, јас ќе можам да му ја видам реакцијата на лицето и ќе сватам дека сум направил нешто лошо или за син ми. Како? Или ќе му кажеш дека е дебел, ќе му ја видиш реакцијата и ќе бидеш среќен затоа што е Не сум сигурен дека е толку лесно така тоа да се случи во живо. Но доколку го кажам тоа на чат, јас немам повратно од него. Јас многу сум растеретен. Значи ова е цитат од еден мој колега странец, Луи Си Кей, кој што кажува пример дека ако неговото дете каже на некое друго дете дебел, може да попие и бокс, условно кажано. Нели тоа се другарчиња, деца кои што си играат, кои што се тепаат. Но доколку неговото дете му го искуци истото на тоа другарче, нема да види тоа другарче што ќе прави позади мониторот, позади дисплејот. Тијана, што правиме тука сега со тоа? Кај е таа одговорност цело време што ја зборувам? Дека јасно е дека секој може да, убаво е тоа дека секој може да има пристап до се, дека еден куп болести се решаваат. Значи технолошки информациите нема поубаво време од кое што ние во моментов живееме во однос на информации, во однос на податоци. Факт е тоа. Но што се случува со моментот дека секој што ќе му текне од сабајле може да стане да направи, да каже и додека тоа да стигне до него има огромни шанси дека ќе помине туку така. Пеј. Баш ми се пее на тема, се шалам. Прво да почнам со коментар за тоа дека зошто мислам според мене дека инфлуенсер не е професија, зашто 90% од луѓето кои што се инфлуенсери мора да прават и нешто друго. Како на пример да работат со шминка, да возат камион, да прават научни експерименти. Ти рече дека Нико Медија е маркетинг агенција, да така? бидат. Значи у старт тука што ни покажува тоа дека не може тоа ти биде професија ако немаш друга главна професија. Кај нас. Не во контекст на буџетот и на заработка, туку во контекст дека ти кога си инфлуенсер мора нешто да представиш. Значи што рекламираш, мораш, значи ако рекламираш шминки, треба да си искусен мејкап артист. Онда мејкап артист е професија, а инфлуенсер се станал поради тоа што си добар во тоа што го правиш. Така што ја не знам еден инфлуенсер што рекламира шминки дека претходно бил мејкап артист. Океј, можеби треба да се развиваш во во таа инфлуенсери кои што насока. сакаат да се шминкаат. Сега што се случува кај помладите? Значи ние што им правиме на нив? Им кажуваме вашата цел треба да биде да станете инфлуенсери. Оти така ќе ве следат сите и ќе бидете многу популарни. Меѓутоа она што не им го представуваме позадина е дека ако си добар во некоја професија, тогаш океј. Океј е да бидеш популарен и океј е да бидеш инфлуенсер, затоа што во тој случај им даваш пример на другите дека си во нешто добар, дека си се потрудил, дека си успел да усовршиш нешто, да направиш некаква вештина и тогаш според мене тој инфлуенс е оправдан. Значи за мене се супер инфлуенсери тие што прават, да кажеме, има сега во поново време мали дечиња кои што прават некои научни експерименти на YouTube. Јас сум од нив фасцинирана. Зошто да не? Учат хемија. Вегите ќе видиш фасцинирана. Не, под контролирани услови, меѓутоа учат хемија на мали нозе, да кажеме, така. Тоа за мене е добро влијание. Не е добро влијание луѓе кои што прават работи што се, да кажеме, со лоши манири и лоши вредности, а сепак добиваат популарност заради тоа што се бизарни. Пак се враќа на тоа дека е окей додека не почне да се злоупотребува од страна на Види, и бајадера јадење е убаво додека не претераш. Факт е. Вода пие.
Да, Да, и има да, здраво. да. И политичари има кои што знаат да ги навртат работите за да добијат следбеници и гласачи со говорна омраза и негативност. Значи, мора да прифатиме какво е времето. Се поминува. Се поминува, се. Ако сакаме да се вратиме пред 30 години, наназад треба да оставиме мобилни телефони и брз живот и треба да се вратиме само по библиотеки са некој што не гледа вика колку баво беше. Ајде да се вратиме. Ајде да се вратиме, ама да знаеме дека ако живеете подалеку од центарот на Скопје, многу ви се помали шансите да се пробиете. Денеска не е така. Значи денеска треба да се потрудите. А нус појавите кои што се појавуваат, што јас не ги негирам, мислам дека мора да се стават во законски рамки. Односно да се почитуваат законите што постојат и во интернет простојат. Simple as that. Толку е просто. Барем според мен. Софија, ти спомна преска, јас истото мислење го имам. Кај нас не сум сигурен дека постои инфлуенсер кој што може да се издржува, значи да го работи тоа на дневно ниво, на месечно, на годишно ниво, само од инфлуенсерство. Не знам, тоа вајда така професија ќе го кажам. Јас пак ќе кажам, се додека се има одредена заработка од нешто, тоа по дефиниција е работа и по дефиниција е, да кажам, професија. Но јас можам да кажам од мојот личен пример, бидејќи пред се јас сум дипломиран економист, раководам со маркетинг агенција, фриленсер, блогер. Јас тоа го правам затоа што го сакам. Пасија ти е. Точно. Така што еден вид на дополнителни приходи за нешто што сакам да го правам, за нешто што ми е интересно во животот. Исто како некое хоби што во меѓувреме имаш дополнителни Како мене што ми се тезгите. Условно кажано. Така. Мислам, јас сум учил и сум студирал за да бидам актер, за да глумам по филмови и не знам, холивуди и тешки сцени и тешки режисери, али кога ќе дојде на крајот на месецот, стовче. Извини? Така, точно, да се согласувам потполно со тебе, да. Во Америка, односно да речем, не знам, во поголемите земји тоа е клоп. Јас можам ева вака да кажам и од лично искуство што имам разговарано со многу поголеми, да кажам, и попознати блогери надвор од Македонија, дефинитивно кај нив тоа е единствена работа и да, професија има тоа. Тоа надвор од Македонија, колку далеку надвор од Македонија? Например во Америка. Нормално е дека во Америка поголеми компании имаат и огромни буџети и поради тоа нормално ги плаќаат повеќе. Затоа кај они може да си дозволат да тоа да им биде единствена професија. Добро, згодна женска, се слика, си прави модел, не е битно. Сега претпоставам дека она нема цел живот да биде толку млада и нема цел живот да изгледа така добро. Размишлуваш, например, не знам што ќе случи по XXX години во однос на тоа што го правиш? Сега конкретно зборам заради тоа што ти правиш фотографии од патувања, знаеш, тоа се естетски убаво изгледа и така натаму и така натаму. Дека план на тоа имаш, докато се смени, не знам, индустријата, веќе, не знам, Инстаграм, не е Инстаграм, за TikTok мораш да играш и да пееш како луд, не знам, на таа тема си размислувала? Јас па ќе кажам затоа што воедно имам и ева под наводници, ако тоа може да се каже, нормална работа, и работам во маркетинг агенција, но дефинитивно сметам дека како што напредува општеството и како што има технолошки развој, дека има секој можност да од таа една иницијална работа како што е инфлуенсер може да има одскочно ниво, што значи може од тоа да отвори нов бизнис. Ако некој постира одредени содржини како мене за патувања, може понатака да се отвори агенција, да. Така што пак ќе кажам, се е тоа многу релевантно и зависи од пример до пример. Тоа е убавината што ја кажа и Бојан, дека технологиите и интернетот и достапност на сите работи може човек од една страна да го извртат на друга, на трета и да заврши кој знае каде и во која насока. Втора анкета, да видиме што зборуваат младите повторно. Дали сметате дека социјалните мрежи даваат реална слика? Воопшто, на социјалните мрежи се поблаго отколку што е во вистинскиот живот. Има многу
фейк news, има многу лажни работи, лажни информации и дефинитивно не мислам дека имаат реална слика за светот. За многу работи не дават, иако има некои што стварно се трудат да дадат пореална слика, главно не. Бидејќи дека тоа зависи од луѓето и како тие се представуваат на социјалните мрежи, бидејќи одредени луѓе сакаат да се представа што е можно пореално, додека некои сакаат да покажат онаа поубава страна од нивните животи, така да би влијаело од корисниците. Искрено не. Се што се прикажува е далеко од реалноста, бар според мене. Повеќето од луѓето лажно се представуваат и го представуваат својот живот како совршен, а всушност во реалниот живот сосема е спротивно. Дали сметате дека интернетот е безбеден? Не. Не е безбеден, ама ако знаеш како да се снајдеш, безбеден. Зависи, има сега во последно време многу се трудат за интернетот да е побезбедно место за сите, но секогаш ќе се крие некој предатор лево или десно. Интернетот е безбеден за оние луѓе кои знаат како да се заштитат себе. Денес за среќа постојат курсеви и луѓе кои што се грижат да ги научат луѓето и оние кои што сакаат да го примат тоа се релативно заштитени. Искрено мислам дека не. Зависно од тоа како го користиме. Сепак познам многу личности што цело време се загнуваат кај се што се и мислам дека тоа не е толку безбедно. На интернетот има голем број на лажни информации, лажни вести се споделуваат, па заради тоа мислам дека самиот интернет не е баш безбеден за користење. Вие како се заштитувате? Па дефинитивно не оддавам се за себе, само името и толку. Дефинитивно не оддавам лични информации како каде живеам, број и други битни работи. На Инстаграм не сум нешто многу заштитен, се знае кој сум, ама на Твитер главно не ставам слики од себе си и не го кажувам моето вистинско име. Јас би рекла дека се заштитувам со тоа што гледам да се представам што е можно помалку, односно помалку приватни информации да споделам, па тоа би го препорачала и на другите, што е можно помалку приватни информации. Колку можам, помалку слики, помалку податоци, ама сепак многу работи се вртат околу интернетот и околу социјалните мрежи. Не ставам многу постови, не ставам многу сториња. Мислам дека од таму е главната причина за заштитата. Ете, јас лично, например, сите профили ми се приватни, не прифаќам нели секого за пријател, само оние кои што ги знам во реалниот живот. Исто така, ете, не споделувам лични информации, ставам помалку фотографии. Сметам дека, ете, сум прилично безбедна. Се зборевме, времето поминува. Џабе инфлуенсери ако нема некој што ќе ги плати тие инфлуенсери, инаку не би биле инфлуенсери, условно кажано, односно би правеле нешто од искрени побуди, кои што најверојатно ќе бидат многу поискрени работи. Но кога стана збор за бренд и за купени лајкови, купени ботови, што и да е, се прави. Како компаниите кои што љуштат средства на инфлуенсери ограничуваат што е добро, што е лошо, нели? Има луѓе што имаат многу инфлуенсери кои што едноставно односно имаат многу следачи и инфлуенс врз луѓето, а кои што реално не се баш тоа што им треба. Како компаниите се поставуваат према тоа? Па тука играме ние улога како маркетинг агенција. Ние веќе 5 години работиме на активности со нашите компании или со нашите клиенти со кои што работиме на активации кои што вклучуваат такви некои влијателни личности. Меѓутоа, нашиот совет, нашиот пристап кој што го имаме како агенција и ги насочуваме нашите клиенти во тој правец е да одбираме влијателни луѓе кои што можеби немаат толку многу следачи, кои што се, како што ги велиме ние, микроинфлуенсери, кои што се вистински луѓе, кои што навистина си имаат релација со својата публика, кои што споделуваат интересни содржинија, кои што ги делат вредностите со компанијата и со конкретната маркетинг кампања која што ние имаме, нели, или производот кој што го промовираме, така да се трудиме уствари да направиме спојка помеѓу клиенти, помеѓу инфлуенсери кои што навистина делат вредности, каде што таа личност навистина има што да и претходно содржината која што ја споделувале е во линија со тоа што сакаме да го кажеме. Така да повеќе правиме, тоа се вика long tail пристап на долга опашка, уствари кога спојуваме многу повеќе микроинфлуенсери кои што на својата публика си имаат влијание, отколку за овие кои што зборуваме, кои што имаат по 20, 30, 100.000 следачи. Така да ние тоа го имаме како наше влијание пред клиентите, како да им понудиме вистински влијателни личности кои што ќе може потоа да се идентификуваат.
Мислам, нема поента да одбираме некој само за тоа што има многу следачи. Ако ќе видиме, има многу малце на срценца, да речеме, интеракција со својата публика, па ќе провериш, ќе видиш дека се тоа не знам од Африка или од не знам каде. Чувам, све братучетки од Велес од Тетово. Никако релевантни, така да секогаш се трудиме да одбереме, имаме голема листа на такви личности кои што ни се во базата. И согласно од кампањата, согласно од клиентот, согласно од буџетот, што можеме да понудиме, некако го правиме тој микс на кого да им се обратиме. Али веќе 5 години и повеќе, 5 години сигурно работиме, имаме активности кои што вклучуваат влијателни луѓе. Истиот пристап и за вашите компании го имате, збориме? Да. Го поштуваат вашето мислење во однос на тоа, ово е добар, ако има помалку, овој не е малце така сомнителен со изјавите, со сликите и работите што ги збори, ама има многу фоловери. Така. Ние како агенција првично почнавме, морам тоа да го кажам, со масовен маркетинг, односно со надворешно рекламирање, со билборди, фасади, а потоа, да кажам, почнавме и со дигитален маркетинг во многу брзо време. Така што можам многу добро да разграничам таа работа помеѓу масовни медиуми и, како што кажа Ира, микроинфлуенсери, што може да донесат дури и многу подобри резултати во маркетинг кампањи, отколку и го има тој кост-бенефит, отколку давање многу пари на билборди и традиционално рекламирање преку телевизија или весници, каде што, например, таа порака од брендот нема да стигне до тие млади луѓе што, например, денес, во денешно време, не гледаат телевизија или не читаат весници, но затоа многу често седат на компјутер, на телефон и така натаму. Изабела, ти на почетокот почна да правиш видеа и прекина. Да. Кој те тебе тоа расколеба? Па првенствено морав да прекинам со видеата заради факултетот. Затоа што нели 2 години не смееме да работиме, таков договор имаше. Подпишав. Да, буквално. Мислам, веројатно знаеш на истиот факултет си. Кај сте на Машински беше? Да, тој до Финки. Да, така. И тогаш престанав и некако ми отиде. Не ми беше после филмот. Помена кефот, не се враќа пак? Не. Да погледнеме, може ли моја сторија, направивме едно кратко истражување од твои, мислам дека се идни колеги или сегашни колеги на ФДУ и се враќаме. Во денешно време, доколку си офлайн, е исто како да не постоиш. Социјалните мрежи едноставно владеат со нашето секојдневие. Постојано мобилниот телефон ни е во рака, се снимаме, се сликаме, објавуваме наши фотографии, ги разгледуваме профилите на другите, коментираме. Но дали во нашите објави ние сме навистина ние, оние реалните? На ова прашање ќе се обидам да одговорам со едно мало истражување кое го спроведов. Со мене имам слики од мои пријатели кои се студенти на факултетот за драмски уметности и ќе прашувам луѓе сега. Ајде со мене, следете ме. Еве сега догледав една девојче на која ќе ја поставам едно прашање. Здраво! Се извинам, дали може да одвоиш дел од своето време да ми одговориш на неколку прашања? Права мало истражување за емисијата Моја сторија. Добро, може да. Овде имам фотографии од мои пријатели. Разгледај ги. И моето прашање е, доколку треба да избереш цимер со кој би го делела својот стан, кого би избрала и зошто? Дефинитивно би ја избрала првата девојка, бидејќи ми изгледа дека сака животни, јас многу сакам животни, ми изгледа многу насмејана на оваа слика и ми изгледа дека студира, така да баш со годините мислам дека би ми се вклопила како цимерка. Мислам нека девојчева, подусо со кучињава ако дојде девојчева Сара. Ја избрала Јана, затоа што мислам дека бака е премногу ми изгледа позитивна. Мислам дека би можеле да најдеме многу заеднички теми. Двете девојчиња би ги одбрал за цимерки. Од која причина? Па ми изгледаат како порелаксирани, поорганизирани, поспонтани, според сликите. Доколку треба да избереш партнер со кого би работела на одредена работа или на одреден проект, кого би избрала? Исто од тројцата, така? Да.
Мислам дека момчето, Леонардо, бидејќи ми изгледа професионално, тука се гледа дека држи некој говор. Сега може би ќе ми помага во работата, бидејќи ми изгледа доста професионално. Во тој случај јас би одбрала Јана, бидејќи гледам дека е голем љубител на природата и секако тој проект би бил нешто поврзан со природата и со например чистење на околината и слично. Па веројатно тројцата, зашто не? На сите би им дал шанса. Доколку добиеш понуда за пријателство од овие дечки кои би прифатил на социјална мрежа. Можам тројцата? Можеш. Па onda тројцата. Веројатно тројцата. Сега Јана изгледа доста откачена, дека сака мачки животни, гледам дека шете со слика и јас многу сакам убави фотографии, има преубави фотографии. Искрено би ги прифатила сите, затоа што многу сакам пријатели, многу сум друштвена и комуникативна, така што дефинитивно би ги избрала сите. Па сите тројца дефинитивно, зашто не? Изгледаат пристојно, добро, културно. Сите тројца. Здраво, дечки! Јас само што завршив со анкетата, супер поминав, успешна беше и сега ќе ви покажам што луѓето мислат за вас според вашите фотографии на социјалните мрежи. Што мислите? Дали луѓето го погодија вашиот карактер според дадените фотографии? Па мислам дека до некаде да. Онака туку сакам да работам сам и не ќам гужви, не ќам деконцентрација, сепак као да ме најмногу еден за проект, ама тоа е. Ама добро, мене ми погодија дека амбициозно. И за кучињата ми погодија дека добро, за цимер не, јас па и од дома ги откачив, цимер не. Истражувањето заврши. Заклучок донесете сам. Дали ние со нашите објави на социјалните мрежи се представуваме во вистинска светло? Дали ние сме на вистина тоа ние? Или е тоа една замислена слика за нас? Да не ги читам тука и коментарите од Facebook, во принцип Верче, Даниела, Васко, Наташа, Сузана, Весна, Јован, сите имаат фини поенти и сите кажуваат дека социјалните мрежи се проблем, дека треба да се намалат, а сите одговараат на социјални мрежи у моментот, што малце ми е така сумњива работа. На крај, готово, значи немаме веќе време, ќе ни избркаат, се шегувам. Завршна поента барам од секој од вас. Ајде, може ли од тука, ама кратко. Повели, Софи. Многу ми беше мило што бев дел од оваа емисија и се надевам дека ви дадов одредени информации што ќе ви бидат корисни, па ќе се дружиме на социјалните мрежи. Така е. Like share. Мојата поента е да станеме сите свесни за нашата одговорност што ја носиме додека ги користиме социјалните мрежи и да не ги злоупотребуваме. Кратко. Многу повеќе простор за младите да даваме, да оставиме да го креираат општеството, бидејќи растат во еден сосема друг начин, сосема еден друг тип, на време, а ние да бидеме многу повеќе поддршка отколку да ги кочиме и држиме во времето кое што за нас било убаво, односно во нашата младост. Социјален бенефит, социјален прогрес, што и да работиш, што и да правиш, какви канали на комуникација да одбереш, да го правиш тоа, да се трудиш да направиш што е можно подобро за општеството и за големата слика, затоа што на крајот на денот тоа е за мене најважното нешто. Јас и како родител тука ќе се вклучам и ќе кажам дека е апсолутно лична одговорност и дека како родители треба да даваме пример и дека треба да ги насочиме децата да ги користат овие дигитални технологии и да ги разберат, меѓутоа да ги користат за правилни, корисни, алтруистични цели и да не си го денгубат времето на само на социјални медиуми, него едноставно да им покажеме, да ги насочиме на убави работи со кои што они ќе можат понатаму да се развиваат. И тоа е личната одговорност на секој родител. Благодарам многу на сите што бевте вечерва со нас. Благодарам и на вас што не гледавте. Јас од лични искуства ќе завршам овој муабет со пред да објавите било што, рачунете дека на 50% од луѓето што ве пратат и што ве читаат не им е гајле за тоа што се го објавиле, а на останатите 50 ви завидуваат и
мразат заради тоа. Така да, добра ноќ. Следната епизода имаме исто интересна тема, интригантна, а тоа се фейк нюс. Се гледаме во вторник.